Се наоѓаме на градскиот плоштад во Куманово, каде што веќе започна првата вечер од 9-тиот меѓународен тамбурашки фестивал. Тука веќе е преполно со луѓе кои што очекуваат добра забава. Веќе започна настапот на групата Деспина од Битола. Манифестацијата ја отвори градоначалникот, кој за наредната година по повод 10-годишниот јубилеј најави ревија на досегашните учесници. Мислам дека оваков тип на фестивал во Македонија нема од оваков тип на музицирање, што на мене ми представува една гордост, бидејќи полека сигурно тамбурашкото музицирање навлезе во секојдневниот живот во Република Македонија, пред се во Куманово, кој е познат по тоа и сега ако погледаме дека нема ресторан, нема позначен узиден објект каде тамбурашките ансамбли не се присати и ово е тренд во Република Македонија. Кумановци годинава имаа можност да уживаат во прекрасниот звук на тамбурата и добрата староградска музика во настапот на групата Зоруле од Нови Сад. Mi smo pozvani da predstavimo vojvođansku muziku jer smo delegirani u Vojvodini u našoj pokrajini kao ambasadori tambure. Samim tim predstavljamo, velika je dužnost i obaveza, jer mi se ovim poslom bavimo profesionalno. Dakle, mi nismo amateri i očekujemo od nastupa maksimum, pre svega mi da damo, a da će publika uživati. Гостите изразија благодарност до граѓаните за присуството и одличната атмосфера, но и за добрата организација. Толку добро и толку срдечно не сме пречекани во ниеден град во Македонија. Ова од срце го кажувам, пошто ова не ни е прв пат, ова е втор пат. Прв пат настапувавме пред точно 10 години на првиот тамбурашки фестивал. И чувството е прекрасно, да ви кажам, ова е град со душа, со срце и koje живее за ова музика. Jako se lepo osjećamo, prijatno, posebno što se duži niz godina poznajemo sa gospodinom Ninom Veličkovskim, koji nas je za ovu priliku i pozvao da gostujemo i mogu da kažem da smo zaista prezadovoljni sa organizacijom i sa samim festivalom. Речиси сите граѓани кои што ги анкетиравме ја поздравија традицијата за одржување на фестивалот. Супер е! Јас сам бијал у Суботица на радна акција, 78 година. И ово сам слушај и многу ми се свиѓа. Што ќе, атмосфера е многу лепа, организатор добар. Атмосферата е добра, мислам, музиката е прекрасна, гостите што се од Нови Сад се прекрасни. Атмосфера убава, фестивалска расположение си има, добро е. Атмосферата тука е феноменална, значи Па би требало ова традиција да продолжи за наредните години, да не се прекинува. фино за народот што да има што да погледне, да слушне нешто. Убаво забава, у секој случај добре. У овие постојани горештини, сега да се оладиме малку и тоа да се загрееме со овие прекрасни гости овдека. За поздрав. Сепак некои граѓани посочија дека на градот му недостасуваат повеќе вакви манифестации. Сепак супер е, убаво е го би имало повеќе, секако. Овде како Куманово треба да се држи почесто, да може што и кад луѓето да се зближуваат едни со други. Па би требало почесто да се прават вакви манифестации. Не само летос, може и преку зима и сите доба, да кажем. А може Куманово исто голем град и му треба повеќе вакво нешто да се случува, да се осети нешто. Тоа смо жељни да чуемо, да видимо. Иначе има, не може да кажем да нема. Апсолутно, не само вакви работи, малку повеќе, да ви кажам. Ова е една од манифестациите кои ја поддржуваме како Совет на општина Куманово. Иницијатива само чекаме од секторот за култура, кој е апсолутна поддршка. Ова една манифестација не е ништо за 120.000 луѓе.
Свирете ми тамбури, бабино девојче се само дел од хитовите во кои што кумановци имаат можност да уживаат втората вечер од 9-тиот меѓународен тамбурашки фестивал. Оваа вечер е посветена на кумановскиот фолк пејач Нино Величковски по повод неговата 30 годишна успешна кариера. Свирете ми тамбури со песната ваша, многу часи испив за љубовта наша. Данешната 83-та година се формира октетот. Одма после таа година ја снимив првата песна Кажи Милено душо и од тогаш почна мојата музичка кариера. 30 години како еден миг и ако веќе тоа го книжам како една животна музичка радост, можам да кажам дека навистина сум задоволен од она што сум го направил во овие години, а задоволството уште поголемо ако публиката тоа го препознала и ми вратила на свој начин. Гости на вечерта посветена на Нино беа неговите долгогодишни соработници, кумановски тамбураши и октет Куманово, пријателите од ансамблот Зоруле од Нови Сад, групата Боеми од Битола, актерот Сашко Коцев, познатите пејачки Виолета Томовска и Маргица Антевска, како и текстописецот Огнен Неделковски. Еј, што ми се једе бабо, прела тогача, што го ме сила бабо, цел живот се расправја с тој бабо. Бабо, дај ми га девојче. Пред 30 години го исполја песму, сак тој девојче може да замисли како изгледа Нино. Још га поет, још га памти девојче. Па дај ми га девојче, бабо, па ме сила баницу. Оди најди денеска жено што ќе ти измеси баницу. ме сила, се смејало, тој спроти мене бабо, без Да, јас сум бил неколку пати на тамбурашкиот фестивал и драго ми е што веќе станува традиција во Куманово и што кумановчани се научија да бидат дел од оваа манифестација и што уживаат со сите тамбурашки песни и од Македонија, но и од целиот Балкан. Јас мислам, од кога ќе измајнат годините е лесно, но не е малку 30 лета на сцената. Годинава за прв пат сум на тамбурашкиот фестивал во Куманово. Морам да кажам дека сум воодушевена од амбиентот, од атмосферата, секако од добрата организација на општина Куманово и сигурна сум дека и следната година ќе бидам во публиката. Мене ми е мило, уопште оваа манифестација на тамбураши е многу добра, затоа што тоа останува, ето ставаме ве гледам полно е и сите сакаат да се забавуваат. Свиѓа ми се што Куманово има таков дух некој, баш овој тамбурашка културу го доста цени и доста го живи. И мислам дека тоа е баш белег на град и добар имидж од брак Куманово. До сега немате настапувано на тамбурашкиот фестивал во Куманово? Не, само имам слушано многу убави работи за овој фестивал и се надевам дека ќе успеат кумановчани да направат бренд од ова. Веќе е бренд, меѓутоа да го расшират малку повеќе и малку повеќе луѓе да дознаат за ова и за да имате повеќе гости и туристи додека трае фестивалот. Колегите на Нино упатија честитки и му посакаа уште подолга кариера. Па јас одбележувам 20 години соработка со Нино Величковски, му пишувам текстови од 1993 година и навистина ми е драго кога секогаш треба да создавам некој текст за Нино. За Нино мислам дека е изворенен пеач, многу духовит човек и мислам дека уште долги години ќе прави многу вакви концерти и уште многу јубилеи и уште многу убави песни и хитови. Многу ми е драго што сам вечер туј ја еден доста помлад од Нино, а може да кажа дека кога ќе седнам со него смо скрос на исту фреквенцiju и беше тој што не спојува, тај убава песма, тај убава дружба, тај боемска дружба. И некога човека што сам го гледаја кога сам бија мал, што се го слушале мајка ми и татко ми и они се уживале од тие песми, ете јас сам вечер на негов јубилеј, баш ми е драго, пошто ценувам многу како уметник. На мој огромно задоволство, Нино го знам цели 20 години, колку што работам во телевизиите
А еден од моментите на кои што посебно сум горда, што имав чест да бидам водителка на неговиот концерт по повод 25 годишниот јубилеј. Многу ми е мило што сум и вечерва тука на одбележувањето на 30 години, би му посакала вака сите да се собереме во убаво расположение и за 50 години јубилеј. А он е еден феноменален урбан лик, многу духовит човек, со многу богат опус, да кажам, многу голема кариера и атерот му е голем, со други зборови, така што еве дојдовме малце да неговата, да му даеме поддршка на неговата вечер. Kad imaš druga i kad si srećan, kad voliš nekog, dođe treći, a ti ostaneš sam. И третата вечер од 9-тиот меѓународен тамбурашки фестивал Кумановци уживаат во добра атмосфера и одлична музика. Оваа ноќ е посветена на црногорските песни. Svi pljevanski tamburaši, svirajte mi pjesme tužne, moj mi pogled na led liči, moje usne ne dotiči. Ja sam prvi put u ovom zaista lijepom gradu i sve ova 2 dana što nosim to su zaista neki jako lijepi utisci o Kumanovcima kao jako gostoljubivim ljudima. Ovdje se bukvalno osjećamo kao kod kuće. Sama poruka ovog festivala je zaista lijepa zato što je ovo jedno druženje, jednostavno samo jedan pokazatelj koliko muzika više ne pravi granice, nego spaja ljude. Оркестрите од Црнагора, Звуци са Рибници и Здравко Ѓурановиќ со оркестарот на Дејан Илиќ го затворија овогодинешното издание на 9-тиот меѓународен тамбурашки фестивал. Нестрпливо го очекуваме наредниот јубилеен фестивал и се надеваме дека ќе биде подеднакво квалитетен како и овој.